уште една нова епизода на Се за децата. Многу ми е драго што постојано растеме. Се повеќе и најчести се прашањата од гледачите во врска со сето она што ги интересира за нивните дечиња, за нашите најмали и најмлади. Постојано имаме дискусии како што да се организираме околу гостувањата и бидејќи навистина интересот се повеќе расте, мене ми е драго бидејќи оваа емисија и оваа максима што настана во овој баш таков период Се за децата е најпотребен советот да допре до родителите, а со тоа и со сите оние групи кои што нормално работат со децата. Вечерва, токму предпразнично на некој начин, дискутираме со една личност која што навистина остави траг во многу долг временски период, јас ќе кажам и деценијски, може и повеќе од 2 децении период, каде што навистина она што е потребно на човекот, освен духовното, здравственото, тоа е и надградување на самата личност, односно интересот за да децата бидат навистина вистински воспитани. Вечерва ми е чест да кажам добро вечер на познатиот актер Сашо Ристовски, кој што ми е вечерва гостин. Добро вечер, Сашо. Добро вечер. Чест ми е што сум поканет да бидам гостин вечерва на еден подкаст кој навистина е премногу значаен. Значи, не само за децата, бидејќи јас знам дека некои од поголемите деца, што ги нарекуваме младинците, или млади, како што сега сака да се нарекуваат, кога спомнав јас, некој го гледаме. Значи, не само тие поголеми деца, но и големите деца, родителите го гледаат, и навистина посебна е честа да се биде дел од овој твој проект. Благодарам. Ќе кажам дека многу одавна се познаваме. Знам дека си режисер, дека си актер, дека си присутен доста и медиумски. Ќе те запрашам, последниве години се спомнува тој познатиот театар Хит. Што представува театарот Хит? Театарот Хит е мое чедо, кое го создадов пред 3 години. Бидејќи сметав дека треба да на театарското небо да има нешто што ќе биде посебно. Јас во принцип многу не размислувам кога давам имиња или на драмски текстови кои ги пишувам, или пак на ликови, или еве кога беше за Хит. Некако ми дојде така да се вика Хит, бидејќи ќе биде хит. Интуитивно ги работам тие работи, навистина стана хит, особено кај децата. Го создадов со една прекрасна екипа и многу ми е драго што ја имам покрај себе Магдалена Ризова Черних. Тоа е актерка, педагог, долгогодишен педагог, кој работи со деца и на факултетот ЕСРА работеше, држеше класа, детски драмски студија, така да некако тој мозаик се направи и Хит навистина, ете, луѓето сами кажуваат дека е хит на некој начин. Спомна една точно дисциплина која што ќе офатиме, нели, буквално и вечерва во нашава дискусија, дека пред се, за да работите со децата, треба да бидете добри педагози. Како ги организирате, со кои педагошки мерки ги организирате сите тие, да кажеме, ваши настапи, за да станете интересни, поготово за дечињата? Многу работа треба. Значи, педагогијата е посебна наука, која актерите, особено кои работат за деца, и тоа него тие представи што ги работат, да не ги работат да речат дека се тезгарошки, него да ги работат како што треба, со убава анализа. Јас имав среќа што моите 2 тетки работеа во образование. Едната работеше предучилишна возраст, другата училишна возраст, и сите тие книги, сите тие нивни работи со деца, односно истражувања, ми помогнаа мене. Но јас кога ги пишувам текстовите покрај тие образовни моменти, ги имам и интерактивните моменти, блиски до нив. Начинот на комуникација, најверојатно тоа го прави искуството, да моментално јас и екипата почувствуваат до кое ниво ние, бидејќи не играме за предучилишна возраст, ќе се спуштиме, а да е разбирливо за нив, а па на некој начин да не е увредливо дека тие се мали. Значи, тоа е некој меѓу баланс кој го викам јас на меѓу
односот на актерот и детето, Така. и едноставно се случува таа магија. Се спојува искуството, се спојува работата. Многу често се случува да се менува текстот. Токму заради тие елементи кои што се присутни. И едноставно им ја чувствуваш енергијата и Тие се радуваат додека вие настапувате. Кажи ми Апсолутно. што е чувството, како е чувството од радоста што ја примате, што ја впивате од детските насмевка и радост. па видите, тоа е взаемна радост. Значи, Така. можеме ние да дојдеме со проблеми дома, ама ги оставаш веднаш кога го слушаш джагорот додека се подготвуваш, тие чекаат, па ова го виделе плакатот, па ги слушаш како дискутираат и тебе навистина ти се полни душата, ама тоа е искрено. И верувајте дека искреноста и честниот начин на играње и однесување детето го чувствува. Кај детето нема лага. Не И постои. тоа се возвраќа. Значи јас ќе слушнаме ова дете колку е лошо детево. Не постојат лоши деца. Деца лоши не постојат. И тоа е нека друга тема да не ја Нека отвараме. дискутираме како Така да и сите се насмејани, разиграни и во момент кога треба да замолчат, замолчуваат. Затоа што има искрен пристап и во игра, и во комуникација. Дури и кога играме кореографија и некоја песна која ни ми е блиска, како Рам Зам Зам, па има сега една која ја вративме, не знам од кога, Здрава храна, што е ја научија и таа пред 20 години, песничка за здрава храна. Така да ја пеат заедно, играат со нас. И јас песните сакам. од нашето детство. Да, апсолутно. И чувствуваат. Искреноста на актерите ја чувствуваат. Ми се случило колеги што сум играл, не го восприема детето. Не е виновен. Нешто тука не Недостасува. нешто во таа фреквенција недостасува. Како е возможно толку долго време да се обстане на сцена, за деца поготово, и секогаш да си различите? Што те толку води на напред? Каква љубов те води, еве сега ќе прашам? Па јас сум едно големо дете. Значи, јас сум едно големо дете, се Ја радувам. мислев дека само педијатрите нема никош да порастат, ама очигледно и актерите. И нема да актерите, порастат. актерите. Јас сум едно големо, се радувам на секоја нова сценографија, се радувам на костим, се радувам кога ќе отидеме во градинка, кога ќе има некој убав цртеж направено, јас се радувам. И пак ќе кажам, посебно е да се работи со нив. Јас ќе речам, треба си благословен да имаш таа чест да Така, работиш со нив. Така. И напати ти се отвара се да креираш, да бидеш секогаш различен и да бидеш интересен. Таа нивна енергија ти го дава тоа. Ете, тоа ме одржа мене 20 години. Јас почнам со детски представи и тоа сега се сеќавам. Тоа беше Волшебното цвеќе во режија на големиот Мите Грозданов. Така. И се сеќавам да неговите зборови. Како бе Мите му кажував? Тоа беше 2004. Пред 22 години. 22 години. И Мите како Мите со една топлина татковска викаше: Чедо, биди дете, играј си. Кога ти ке си играш, си играат и тие со тебе. И така било, и сега на моите помлади колеги им го кажувам истото, кога ќе ме прашат како, играј си. Дали, Саше, тој однос, таа енергија и лекува? Апсолутно. Никогаш не ме болело глава после таа детска представа или после 3 детски представи. Нас ни се случи да играме една нова година 9 представи. Да, ти физички се чувствуваш изморен, но ништо тебе не те боли. Ти Така. легнуваш с убава енергија, се будиш с убава енергија. Таа нивна енергија, таа атмосфера која што се случува, не да лекува, исцелува. Така. Исцелува. Дали до сега сте имале прилика како театар и како актер да бидете учесници во некоја си институција каде што работи со деца, кој што работи исто така со деца кои што имаат одредени болести и така натаму? Апсолутно. Ни се случувало да бидеме поканети. И секогаш сме ја прифаќале таа покана, без никакви надоместоци, како екипа не сме сакале да добиваме. Тоа е ваш дар. Апсолутно. Сакаме тие дечиња да ги направиме срекни. И ја играме представата во зависност тоа колку временски може да го издржат, за потоа па и си оставаме простор
да си поразговараме, бидејќи се извинувам, нив тоа ги прави срекни. Така. Кога ќе бидат со актерите, кога ќе си направат муабет, кога ќе го пикнат актерот, и нив ги прави срекни. Мислам дека многу треба на тоа да работиме со нив. Така да и нас ни е задоволство, и мене, и на Маги, и на цела екипа, и на техниката, кога одиме и кога сме поканети на такво нешто. Како настануваат тие детски текстови? Морам да те запрашам. Тие детски Од што се текстови- инспирирани? Со каква насока си и така натаму? Јас може да во еден здив да го напишам текстот, значи да не спијам цела ноќ, а може да ми се случи додека патувам, кога патуваме некаде или патувам сам, да добијам идеја и јас тоа го снимам на телефон за да не ми избега од глава Одлично, идејата. истото го правиме. Да. И потоа седнувам на лаптоп, значи знам дека тоа ми е снимка 1, снимка 2, снимка 3 и потоа правам некоја формулација. Да го давам на екипата, бидејќи јас не викам да, ова е најдобро, и велам сега како правиме. И сега Маги ќе даде свое мислење. Значи имате заедничка синергија меѓусебно Абсолютно. за да творите такво нешто кое што е корисно за децата. Да, апсолутно. И техничарот што е со нас вика, добро, ајде вака сега да се договориме. Пошто јас, знаеме, ние да смениме и на потек на представа. Значи, децата тоа ни го потврлат. Само вика, кажете ми ја последната реченица, односно реплика што ние кажувам, за да знам кога да бидам точен со музика. Така да, имам напишано преку 6-7 текста, може и 8. Сега веќе го пишувам новиот текст, кој што Баш ме премиера драго. ќе има летос на летниот караван, да, кој го организираме, летен караван 2026, Театар Хит што го организира. Така да можам да не спијам цела ноќ и утре се бајле да е готов. А мене ми се случило да последниот да тетка Марулка. Сега ајде текстот кога ќе Да, ни го тетка дадеш, ајде Марулка. текстот кога ќе ни го дадеш, беше малку комплициран како текст. Ретко комплициран беше драматуршки и апсолутно па имаш ти драматургија, ама кога работиш па и комедија е многу тешко. Така. И викам, аман чекајте, на првата проба им го дадов текстот. И констатират, вика, очигледно ти било многу тешко. Викам, па сега тоа е тоа. Знам дека имате постојано гужви, нели? Очекувани се представите да бидат гледани. Дали почувствувате цело време дека децата навистина знаат да расудуваат и дали расудуваат правилно тоа што го правите? Децата расудуваат многу правилно. Например, еве сега ќе имам ситуација каде што играм два лика, односно тој што најмногу го сакат, добро го сакат и кралот, но Страшко Сашко, каде што живе во бабчета на тетка Марулка и така натаму, и тие мислат на почетокот дека е палав. Оние сакат палавштината, како да кажам, енергијата сакат во самиот лик, брзината на делување, на действување. И мислат дека е лош. И се лепат. Но потоа, тие го водат кон правилната линија. Тие му стануваат другари. И навистина правилно расудуваат и правилно доаѓаме до пораката. Ние никогаш не сме имале проблем, бидејќи ние доаѓаме до клучната порака на представата заедно со нив. Таа интеракција нас никогаш не ни се случило да имаме проблем. Никогаш. Очигледно дека нашите деца сакат многу детски театар. Еве сега спомнавте дека постојано е нели присутна таа интеракција, тие ваши текстови, вие бевте предавач, мислам колку што се сеќавам, во еден период кога беше доста тешко да се сето тоа изнесе. Тоа е образовен процес. Од која до која возраст и какви влијанија се знаете да поставите за да им се даде и каков едукативен дел во тие ваши представи? Во нашите представи тоа е не прашуваат многу често. Како имате две варијанти? Ние имаме за предучилишни и за училишни. Бидејќи прво тргнуваме од трпеливоста. Значи, тој таргет во предучилишната возраст, тие деца не можат повеќе од 25 до 30 минути. Додека училишните се 40. Викат, зошто 40? Апсолутно, заради училишниот час. Бидејќи се тоа што ние го работиме и го играме и го пишуваме, е врзано со нивните тематски единици кои ги изучуваат. Само говориме преку јазикот на театарот. И
ја нормално имаме комедија, затоа што детето сака да се смее и да му биде интересно. Така да и тоа што го учат во училиште, што им го предаваат и во градинка со своите наставнички, ние им го пренесуваме на поинаков начин. Затоа, велам, имаме ние многу игра, многу песна. Например, јас не знаев, имаше ситуација на мој колега кога подготувавме една представа, не се сеќавам која, вика, оваа песна ќе ја ставиме, пошто мора да имаме и музички елементи. Така, И да така. пееме да играме. И тоа беше Рамзам-зам. И јас му викам, молим те, не се глупирај со оваа песна. Која е дете оваа песна? Викам ти. Викам, молим те да ја ставиме, послушајме. Помлад колега. Викам, во ред. Така нека биде, ајде ќе послушам. Некога ја пушти ја Рамзам-зам, кога требаш да ја играме. Па тоа беше, мислам, ечеше салата. Едно 200-300 деца беше. Сите стана и игра таа Рамзам-зам. Така. И викам, бре, викам, оваа песна, викам, јасно ни кажува каква е моториката на децата. Вика, затоа и ти кажав, пошто ти сакаш моторика да видиш на детето, вика, оваа песна ти е токму таа, вика, кај што можеш да ја видиш. И јас појба немам за таа песна. Секој момент и дел од емисијава како тече имаме заклучок, имаме и поука и до родителите што означува кога се пренесува таа енергија од страна на актерите како едукативен карактер во децата и што е се потребно. Еве стигнавме до моториката. Дали секоја генерација си има своја приказна сега? Да, апсолутно. Јас сум почнал да играм 2000 така трета нешто, четврта, уште кога бев студент и тоа беше многу поинаку. Па некогаш се навракам јас кога сум гледал представи. Значи, секоја генерација има прво своја приказна, прво начин на комуникација. Тоа што многу битен. По начинот на комуникацијата на таа генерација ти треба да го формулираш својот пристап кон нив. Не е исто. Не е исто. Но ако, ја пак ќе кажам, ако доволно ја познаваш тематикава, ако навистина ги сакаш и навистина гледаш да ги насочиш правилно, можеш да се вклопиш, поинаку не. И само со разговор, само со близок нивни пристап, поинаку не можеме поинаку. Затоа што генерациите се менуваат, треба и ние да се менуваме. И тоа е добро. Некој вика, јас останав тоа време. Не. Ако сакаш да биде се во ред, менувај се, оди во чекорот, но не го заборавај тоа што треба да го задржат како основа генерациите. Но сега, добро, јас имам 46 години, значи сум поминал генерации. Уште си млад. Па да, и се надевам ќе даде Господ уште многу, па после 10 години ќе дискутираме. Мене ми се драги, ако се менуваат, например, некои се пораснати веќе многу големи, биле помирни на представи, овие се похиперактивни, па ќе ги закачам јас во представа. Така да, наставнички дури вака гледаат. После им викам, па така треба со нив. Биди близок со нив, они тоа го сакаат. Тоа сајав да те прашам, те препознаваат на улица. Сега да. Каква е реакцијата кога ќе те видат, како еден лик од таа представа? Па сега ме викат кај да поминат Страшко Сашко, тоа им е неинтересно. И мене ми е тоа многу драго. Така. Мене ми го исполнува срцето и тоа покажува дека сте оставиле нешто, некаков белек кај нив. И мене многу ме радува што јас имав ситуација, ќе спомнам, бев на некој третман, значи јас се договорив се, и ваш колега е тој, млад, и си правиме моабет, ама вика, ние се знаеме. Викам, од каде точно? Вика, години се знаеме. Викам, од каде точно? Јас држев на времето на еден курс за актерска игра во Крива Паланка и тој бил учесник во актерскиот курс, бил мал. Јас не можеш да го препознам. И тоа е убаво чувство, станал доктор. Мислам, навистина ја полни душата. Тешки се нашите улоги, како да кажем, и како лекари, како актери, Да. сепак поготово кога станува збор за децата. Време и ера на екранот, на екранизација. Како успевате да ги привлечете децата и дали и родителите имаат голема улога? Тоа сакам навистина да го извадам вечерва како поента од вечерашната наша емисија, бидејќи е преполна со совети кои што се протриваат низ теку целата дискусија. Да. Како добивате
толку голема публика, иако е време на екранизам. И јас се чудам. Искрено јас се чудам. Едно време се случи едно затишје, значи тоа беше пред неколку години и мене тоа искрено ме загрижуваше. Не за нас, ме загрижуваше за генерациите. По една ситуација седев во еден кафич, јас го гледам мало дете од 3 години, која е на мобилните телефони, која е во тој виртуелен свет влезено, што едноставно, што вика една моја колешка, занесено, детево е занесено. И ме загрижуваше тој момент, но некако дали тоа поттикна многу од предучилиште установи, училишните и тие родителски совети, каде што донесоа една методологија на работа, каде што треба да поднесеш програма и да имаат секој месец од различни театри представи. Јас кога тоа слушнав и само прашав дали родителите нема да прават проблем. Вика, добро, за 150 денари некој ќе прави проблем. И се радувам, некако чудно се смени. Чудно се смени. И јас гостував во еден град, претходно бил некој детски филм, немало толку многу публика, кај нас имаше преполна сала, 600 деца. И вика, сака театар. Сега сака театар. Значи, јас не знам, може грешам, вие имате поголемо искуство. Нив им треба топлина повеќе на децата, бидејќи театарот е работа на душа, на размена на енергија. Тоа сакав да се слушне, да. И заклучив баш кога се враќав, ми вика, маги, дали јас грешам, или тоа е моје чувство, на децава им недостасува топлина. Не говориме дека дома немат, можеби не можеме ние родителите го обвинуваме. Топлина, социализација. Социализација, да. Бидејќи темпото, начинот на живот, системот си го прави своето. Вика, не, во право си. Многу ми е драго што и родителите ги носат во театар. Гледам преполни редици во театарот за деца и младинци, што тоа е добро. Посетеност на и градинките организираат и училиштата и на вистина треба да се продолжи така. Бидејќи театарот е нешто друго. Филмот, екранизацијата, и тоа го почитам, сум снимал, но театарот е нешто друго. Дали ние сме, еве како нација, зборам како популација, македонскиот народ и така натаму, дали сме доста присутни во театрите според вас, бидејќи вие еден период бевте и директор на театар комедија? Дали го чувствувате тоа дека луѓето сакаат да идат на тие даски што живо значат? Сакаат, особено на комедии. Значи сакаат, тоа е факт. Јас гледам и од дечкиве уживаат кога има комедија, затоа на детски комедии се преориентирав, а и луѓето сака да гледат комедии. Јас, например, сум вработен во театар комедија и кај нас секоја вечер е преполно. Значи нема карта. Сакаат луѓето и мислам дека треба да се продуцира и верувајте ми дека поинаку е кога актерот и публиката го дишат истиот воздух. Начнавме еден дел кој што се вика дел од образованието. Колку е потребно да се има чувство, сенс, да имат чувство, сенс и властите, тоест посебно говорам Министерство за култура, Министерство за образование и така нат, да денешниве популации, денешниве генерации ги насочат кон доброто, тоа кој што сака да го видиме, кој што треба да бидат, да биде тоа сместено во образовниот процес. Дали се труди воопшто некој сето тоа да го спроведе? Еве, вие сте на првата линија на тоа место, дали воопшто некој се труди тоа да го спроведе? Па, едно време беше процедурата да се игра во училиштата и да медиумската култура, да се работи медиумската култура со децата многу потешко. Сега е веќе поинаку. Значи, се отвараат вратите, не само за нас, не се прават проблеми, некако како да имам чувство дека сакаат и одредени, кога говориме за Министерството за образование, барем моето чувство е така, и локалните самоуправи сакаат
да има. Ама тоа е сакање, ама можностите кои се дали, сето тоа е ставено во некаков си план и програма. Јас гледам и го следам, моите анализи кажуваат дека доста држави веќе планираат 20-30 години унапред. Што имаме ние тука конкретно направено по тоа прашање? Па види, секогаш треба уште повеќе. Секогаш треба уште повеќе. Јас, например, кога бев директор, имав соработка, бидејќи институцијата театар комедија потпаѓа под, мислам, територијално, под Така. општина Центар, градинките да доаѓаат во посета на театарот. Значи да го видат театарот, каков е од позади, каков е позади кулисите, што прават актерите, значи ние едноставно ги едуциравме децата тој временски период, сега за жал тоа го нема во нашиот театар. Не знам зошто. Во образовниот процес некни бев гостин во училиштето Војдан Чернодарински на час, каде што малку ме поканија да бидам, јас го прифатив со задоволство, каде што една од наставничките добро имаше познавање за уметноста и за театарот, и децата сака да дискутираат. Но такви треба да има многу повеќе. Мини трибинички ги викаме, или мини дружења од област на театарот. И мислам дека Министерството за образование треба многу повеќе да вложи. Што излезе со драмските студија за деца, еве ќе го спомнам тоа. Вие еден период и предававте, мислам дека имаше такво нешто. Да, јас бев асистент на Маги еден период претходно. Сега ние имавме долани, но од други причини. Ова го прашувам за да знаат и гледачите каков правец и насока дава тие студии или таков вид на подучување кон децата. Што всушност тоа значи за нив? Што им поттикнува во нивното мозоче да го тоа разберат, да го расудат и што да продолжат понатаму? Што ќе се развие конкретно кај такво дете? Само да се од септември ќе продолжиме, бидејќи веќе Магија подготвува својата програма, која што е главен предавач, јас ќе бидам нели асистент. Зошто го правиме тоа? За да го отвориме спектарот на детето, да го отвориме кон уметноста, затоа што дали тоа е кон цртањето, дали кон пишувањето, дали кон актерството, режијата, да ние го насочиме правилно детето, како што ги пуштат нели да вежбат карате, спорт и така дале, затоа што ги насочуваат, ги гледат каде, дали овој за кошарка, дали за фудбал или да Точно, да. Ние работиме да го секој дете има спектарче, јас го викам за уметност, само треба да го пронајдеш. И тие 2 часа подобро да биде тука, да се развива, да допринесе и ние да допринесеме во неговиот развој, затоа што тие драмски студија на вистина многу допринесуваат заради тоа што од нив излегне многу големи имиња од училиштето драмско кој што јас технички го организирам на Магдалена Ризова, излегле големи имиња. Едената на Сатанасовски кој што е во театар комедија е ученик на Маги и ред други ќе ги споменам. Така да јас еден период него на Маги кога ја помагав, исто имам работено со него кога беше мал и стана голем актер. И препознат на публиката, да. Така да токму тоа е целта, да тие студија да ги градат децата, да ги насочат децата во иднина и во образовен процес и во што би го рекле ние во кругот на своето друштво и да си одберат своето друштво. Бидејќи тука си они создават другари, другарки во драмско, па се дружат и ден денеска има што се дружат, без разлика некој кој што се занимава со друга професија. Апсолутно. Така да многу се потребни. Има и колеги кои што не држат, но ние ќе продолжиме од септември. Сега сме во преговори со град Скопје за да добиеме. Тука се надевам дека ќе користите и помош од стручни лица кои што работат токму со децата. Секако. Секако и тоа ни е дел во програмата. Ние секогаш сме отворени. Секогаш сме отворени затоа што прво имаме 2 групи. Затоа што не можеме ние да има мала и голема група да ги мешаш. Тоа ми беше прашањето. Од која возраст е корисно кај децата се започне барем таков еден вовед во некаков вид на едукативен процес за актерството? Па веќе од 4-5 година е сосем доволно.
Да. 4-5 година веќе Тоа што Може. се на некој начин и прави и во градинките, може да биде еден вид на подготовка за еве да, актерска група и така натаму. апсолутно да. Па јас сум присуствувал на многу представи во градинки каде што играат децата и одлично играат. Одлично играат, одлични актери се. Јас викам овде ќе има палета. Да. Има палета. Например, јас пред 10 години работев еден, може и повеќе, има патронен празник на едно училиште, работе со деца представа. Тоа работи, игра со цело срце и душа. Саша ќе дојде тука она мајкин глумац, нели? Да, мајкин глумац убав на мајка. Да. Добро, сите сме ние гордост на своите родители. Да. И родителите стварно се радуваат. Радост, Кога радост. ќе го пред се видат тоа. радост, да. Јас кога гледам од страна, имам ситуации, ни играат нивните деци, кога гледам од страна колку се радува родителот, и многу пати сум рекол, па ви кажав, мислев моево дете не е за тоа. Пуштете го. Пуштете го. Така да, тоа е взаемна радост и на дете, и на родител, и на предавач. Тоа е некој триаголник од емоции. Со учењето на текстовите, со учењето на начинот на движење по сцената, со начинот на искажување, дикцијата и така натаму. Се методи кои што користат во животот и се развиваат сите овие работи кои што еве вечерва ги дискутираме. Имаме токму затоа ваква интерактивна емисија каде што те прашувам и потврдуваме и одредени значења во врска со сето она што е процес на едукација. Ќе кажам, моториката е застапена. Вежбата на меморијата и фокусот. Апсолутно. Дикцијата означува правилно држење и расудување. Пета работа, да кажеме, самиот мотив и мотивација за избегнување на мноштвото палета на заболувања кои што се случуваат веќе во младата популација. Да. Прво го спомнавме вакво екранизмот, па ќе спомнам депресиите, па ќе спомнам аксиозност. Сето тоа преку таа, да кажеме, игра, воведување во делот на актерството, сето тоа кај тие дечиња на некој начин е помош и лек, тоа што го спомнав. Ајде сега од таа страна, нели веќе јас кажав мојата медицинска страна, еве актерската страна. Вие тоа го гледате постојано, вие работите со такви деца, ги едуцирате. Кажи ми го фидбекот кој ќе видиш едно детенце кое што еве пред малку спомна, донесено мајката рекла не ни може да се чудам. Каков е вашиот фидбек? Ја не зборам за гордост, таа радост е импозантна и сите ја сакам. Како го чувствувате вие тоа и дали тоа тебе те води за да ти си сега во овој момент и таков човек како што си? Па апсолутно да, мене ми е предизвик ми било секогаш, јас сум работел многу работилници, патронати и така натаму, ама знаете ова дете, не, дајте ми го. Јас, кој е првиот мој чекор? Не ми е важно дали тој ќе го научи текстот или дали може да го прочита во моментот текстот или не може. Првата, базата за да го дојдам до резултатот е јас да воспоставам другарство. Не пријателски однос. Пријателство е нешто друго. Другарство. Да бидеме другари. Кај некои деца ми требало многу повеќе време. Кај некои деца побрзо сме станували, сме зборувале и за симпатии и така натаму. И сега јас од аспект на другар, и каде што ми се доверува за многу работи, гледам дека има капацитет, но сестра ми го замолувам да го направи тоа. Ама јас не можам. Ама супер можеш. И ќе почнеме чекор по чекор, и јас полека го, кога гледаш дека има основа, полека работи, што не може преку ноги да се случи. Точно. И како да брусиш дијамант. Точно, тоа. Значи ти брусиш Ти дијамант. создаваш нешто, тоа само да кажам. Затоа и поентата на вечераснава емисија, да кажеме, нели секој сака, нели имам ја желба да станам доктор, сакам да станам, не знам, пилот, сакам да станам актер. Мене ми се има случајно на една подготовка која што беше тоа нивни проект, да мене дете, која што ми е едно од главните ликови, ми се повлече да не сака да игра, а тоа беше неколку дена претходно. И ние што правиме, викам, што е проблемот? Да разговараме.
И викам, кажи ми другарски, па мене ми се смеат. Ама чекай да ти кажам. Знаеш викам зошто се смеат? Затоа што си смешен, а ликот е да бидеш смешен. Значи, штом се смеат, утре и публиката ќе ти се смее. И тоа е, викам, ние сме успеали, значи сме успеале. И ме гледа вака, вика, навистина, дали викам во нешто досега, од 2 месеци јас ти излажав тебе? Не. Ајде, викам, на сцена. На настапот растура, публика му се смее. Публика му се смее. Јас тоа викам, јас ја правам прво базата, искрениот разговор и другарството. Се можеш да добиеш како резултат од тоа дете, ако му постапиш искрено. Ке ти се довере кога тогаш, дали понедела 2-3, тоа ќе ти стане најдобар другар, пријател, нешто друго. Работи со децата, тука сме поврзани во тој дел, иако се познаваме долго години, ќе кажам и ќе прашам, колку до сега создаде текстови за деца и таа инспирација, колку ти тебе донесе, да кажем, еден вид на лична сатисфакција кој што ја почувствува за да ја презентираш пред другите? Искрено, ако можем да кажем, јас официјално, каде што се потпишани мои текстови се 8 или 9, и претходните и другите беа мои текстови, но ете некои луѓе се дрзна да ги препишат како свој труд. Јас сум горд што ете тие текстови и уште денес им се играат, нека им бидат напишани како нивни труд. Навистина нешто посебно чувствувам кога ги пишам. Значи, и сум горд, затоа што кога ќе го гледат педагозите во училиштата, кажуваат многу точно, многу на нивни јазик напишано, многу приступачно. Вика, зошто не ги издадете? Викам, јас сум со намера уште некој дел, па да направам некоја компилација која што ќе остане во училиштата, која ќе ги подарам на училиштата, на градинките, да си ги прават, дали за драмски секции и така натаму. Тоа ми токму тоа издавање на таа компилација од 10 детски драмски текстови ќе ме води уште повеќе да пишувам и да правам подобри и подобри текстови и различни текстови, да не бидат на некој начин исти. Така. Она што навистина секој пат мене ме радувало и сум бил радосен кога ќе видам една детска представа да трае одреден временски период, сите да излезат со џагор, да има интеракција и она сето тоа што се постигнува. Тоа е за секоја генерација посебно напишан текст. Нели рековме, ги расчистиме тие работи. Она што мене ме интересира, кога ќе ја презентирате таа енергија кон дечињата. Дали претходно, Саше, во текот на тие вие како познати актери така натаму сте го сето тоа научиле, стекнар, или секоја представа на вас е различна и сето она што го презентирате пред таа нели група на деца кои што ќе дојдат? Јас пак ќе кажам, ние го подготвуваме текстот, односно пробите месец дена, месец и пол. И тоа го велиме ние, особено кога зборуваме за интерактивни представи. Значи, кога зборуваме за ние викаме да правиме контурата. И сега, првата представа, односно премиерната изведба, воопшто не е иста со денешнава 40. Тоа ми беше прашање. Воопшто. Зошто? Врз основ како резултат на тие интерактивни елементи и нивни расудувања. Направи го ова, направи го она, нема ова да го правиш, ние го дополнуваме. Ја дополнуваме представата. Да, спомнате дека исте менува и текстот и така натаму. И не е ист. Не е ист. Не може да биде иста, затоа што се работи на момент. Тогаш ќе биде стерилна, ако немаме интеракција, одиме по текст, одиме ништо нема да има. Постојано се прилагодувате на секоја наредна представа. Ние имаме рамката и одиме кон кога ја гледаш вака слични се, ама многу различни, затоа што секојаш различно реагираат. Децата во Кратово поинаку реагираат, децата во Центар поинаку, децата во Струмица поинаку, во Струга поинаку и морате да се прилагодувате и тоа бара многу багаж позади себе.
Да можете да ги играте. Да, тие според тие анализи, еве, ви сепак искуството е зад вас, според тие анализи, дали имаме на некој начин, поготово вие конкретно како човек кој што создава, кој што твори, кој што се уште активен актер и така натаму, дали имате сознанија и дали имате некој си додатен материјал кој што можеме во иднина да биде искористен токму во образовниот процес кај децата? Апсолутно. Апсолутно. Покрај пишувањата, јас и водам дневник на евиденција на работа во театарот. И тој дневник може во образовниот процес да помогна за запознавање, за основните елементи. Дали вие знаете дека јас кога поставив прашање што прво кога ќе влезе детето во театар треба да направи? Знае да ми одговорат. Дека треба да го исклучи мобилниот телефон. Бидејќи децата имаат мобилни телефони. Дека во театар не треба да садат смоки, пуканки, елементарни работи. Не се знае. Елементарни. Ама со тек на време се учат. И, например, јас ние и чуваме текстови. Како се работи на текст. Значи, тоа детето може да се искористи во образовниот процес за детето да му се како показна вежба или како еден дел кој што ќе биде запознаен елементарно за општа култура, да знае што прават актерите, не да кога ќе порасне, бидејќи ние градиме генерации на публика за да дојде во Македонски народен театар, да дојде во комедија, во драмски, опера и балет, ние имаме и друга одговорност. Да градиме публика. И да ги едуцираме, ама и градиме публика за да имат театрите кај што работиме. Многу. И така да постојат документи, само треба, нели, како што и рековте претходно, тоа Министерството за образование и ред други да повеќе работат, бидејќи, например, јас знам колеги кои што е, например, во многу локални самоуправи, веќе колеги идат и држат часови, легуваат на часови, објаснуваат и на начин кој што им е близок. Така да еве и јас почнав да ме викаат. Мислам дека уште повеќе треба тоа да го има и тука треба да се вклучи Министерството за образование, бидејќи ние имаме академија, имаме и професори кои што предаваат тоа и така да. Еве вечерва го дискутираме ова, сигурно дека гледачите ќе гледаат и меѓу нив ќе има и такви кои што се дел од образовниот систем во колку истомисленици имате во врска со сето ова вечерва што го разговараме, поготово во делот за образованието. Како мислите? Дали колку истомисленици имаме во актерскиот свет од ваша страна, од вашата сфера? Тоа сакам да прашам затоа зашто еве конкретно ние медицинарите, поготово лекарите, кога ќе станува збор за една научна теорија или догма која што ќе треба да се развива, еве пласирање на одредено лекарство или воспоставување на протоколи според кои што ќе се лекува, имаме нели спојка на сите нели тие да кажеме дисциплини во кои што ќе се работи таа работа да бидат нели сите горе доле истомисленици нели во врска со. Затоа прашав дали и актерите имаат иста, како да кажеме, оваква сила која што вечерва вие презентирате и познавање на нештата за да се истомисленици во вклучување во образовниот процес. Па има колегите што се во театар за деца и младинци. Значи, затоа и се во тој театар, во Национален установа театар за деца и младинци. А одредени колеги има кои што го префрлаат тоа и викаат ајде тие те сгарошат. Не. Еден колега вика шо правите, викам ќе патуваме, ајде на тезга, викам чекайте да ви кажам, викам нешто. Ајде нека биде и твоето на тезга. Ама овие тезгароши ти едуцираат публика за утре да кога ќе пораснете гледаат во театар. Така да ние не го сваќаме тоа како тезга. А одредени колеги да, тоа го мислат дека е тезга, не напротив. Имав прилика да погледнам неколку извадоци од најновите представи или представите кои што ги дават и една ми остана така забележлива во Царството на другарството. Да. Која тематиката и конкретно што е односно пораката до дечињето што ја гледаат таа представа?
Царството на другарството ми ја напишав во еден вид, да речеме, солзи. Бев една вечер, така седев на Инстаграм, гледам, имаше кога почна војната во Украина, и навистина гледав некои слики на дечиња и така натаму, и ми дојде идејата да едно дете ги носи пораките за мир во целиот свет. Односно, кај волшебникот, најголемата желба на едно дете во светот, а тоа е секој дете, е да има мир во светот и да ги промени возрастните. И со таа представа, навистина летоска, не знам колку изигравме, јас многу сум благодарен тука што многу ни се вклопија и ни помогна песните на Елена Ристевска, на Дарко Димитров и на Јулија Мациевска. Нивни лични песни се пеат во, кои што ни ги дозволија и авторски, и без надоместоци, бидејќи навистина им беше задоволство. Со таа представа се упатува порака дека возрастните понекогаш не знаат што прават и треба да ги послушаат децата. И дека децата чезнат за мир во светот. И колку едно дете знае и умее да си ги зближи своите другарчиња. И навистина таа представа ми е посебна. И од лик, и од актерска, јас би рекол, гледна точка, и од пишување. Не случајно е избрав, затоа сакав и да И уште покажете и тоа пред нашите гледачи, што е пораката, затоа зашто за мир во навистина светот. да, Децата го носат мирот во светот. Пуштете ги децата да го донесат мирот во светот. Да, бидејќи еве јас си како лекар ќе дадам препорака, бидејќи ја гледав представата, бев да кажеме учесник активен во следењето на представата и толку ме фасцинираше бидејќи и самите деца сватија пораката. Да. Што во ова денешно време, какви други пораки кога гледаме дека социјализацијата е проблем поради целиот период кој што еве го кажав дека ни следува во модерното време, екранизацијата, интерактивноста на другите однесувања, стерилна однесуваност, стереотипна однесуваност, проблеми со растот, развојот, достање во развојот и така натаму. Која се помош можете вие како порака да дадете до родителите да се интегрираат и како да го почнат сето тоа за своето дете кое што ги има еве и оваков тип на проблем? Не знам погрешно да не бидам сватен. Пуштете ги децата на спорт, пуштете ги на уметност и се повеќе нека имаат друштвени игри надвор, нека играат топка, нека се вратат тие џамли. Не сум, ја може би сум old school, ама звучи. Пуштете ги и нека падне детето, и нека оди босо детето, нека оди по земја босо. Пуштете ги децата. Не ги чувајте децата по стаклено звоно. Тоа става многу кажувано. Значи, тоа е мој. И нека падне, и неко треба нека се степа со другарче. И тоа е дел. Иако сме против тоа. Да, лоши се времињата ќе го толкуваат како насилство. Не, ама Не, да се нашалиме ми за. да, пуштете ги и пуштете го детето и нека го скара и наставникот и наставничката нека го скара. Значи има зошто тој педагог викнал малку по детето или со повисок тон да речеме му се обратил, не да крештење што би рекол ја или моја колешка. Зошто тоа? Мислам, зошто наставникот да викне по моето дете? Затоа што треба да викне по твоето дете, затоа што твоето дете заслужило да викне. Пуштете ги децата на слобода, децата ни се затворени. И најдете време за децата. Не е решение мобилниот телефон. Не е решение. Јас се извинувам, не е решение YouTube. Океј, јас сакам да гледам. И тоа треба да гледа. Ама, дајте надвор. Дајте спорт. Дајте повеќе. Јас знам дека ги носат. Дека им посебно уште повеќе. И има една работа. Локалните самоуправи. Значи, дајте направете паркови да играат децата. Градоначалници направете паркови и многу реквизити и спортски игралишта за децата. Точно. И нека престанат да се противат зошто се правело спортско игралиште. Секој градоначалник ќе го поддржам кога ќе видам кога ќе направи спортско игралиште, кога ќе има реквизити за играње на децата,
Како порано што имаше со песокче, лизгалици, па не знам ова, секого. Значи, дајте уште повеќе. Уште и уште повеќе. И да се организираат уште повеќе настани. Како што има спортски, културни, значи, мислам дека morаме на тој начин ќе ни се социализираат децата и ќе имаме здрави генерации. Така си. Сега си испотило моето дете, нормално е како се испоти. И јас сум си испотил. Најбитно нешто е таа игра, тој джагор, таа Апсолутно. разиграност, таа моторика која што ќе ја доживе, тоа играње, тоа да кажеме дури и контактирање и комуникација со самата средина. Тоа не знам, се испрљало се, не, баш напротив, нека се испрља. Нека видат што е калта, нека видат што е вода, да е мокра мајцата. Токму тука се појавуваат и тие стереотипи што јас ги кажав пред Да. малку, дека тоа леле немој, леле вака, леле така и нормално дека тоа се пренесува и дури се вткајува во самиот ген. Разликата меѓу еве old school спомна нашата тогашна публика и сегашните публики кои што ги гледаш ти, тоест дечињата како реагираат. Има многу, многу. Ние сме биле поинакви дечиња. И представите биле малку поинакви. Со текот на времињата, нели се менуваме и ние, се менуваме публиката, но морам да ти кажам дека овие дечиња се многу, мислам, и претходно биле, но овие се повеќе се сум малку уморен, бидејќи доаѓам од представа, многу се поинтерактивни, побрзи во размислување, и не се срама толку, ние се срамевме. Јас се сеќавам мене, кога бев дете, кога доаѓа во училиште и иако ги знаев и Димче Мешковски, и Плејада, и Колозовита, и тие од тогаш играат, нели? Од тоа време мене ми било срам. Не сум помислил да дојдам до нив, а камоли да дојдам позади. Сега не. Сега се послободни, се прашуваат, не велат може, мислам, велат може да се сликаме, ама знаат да кажат особено момчиња, ајде се сликаме. И мене ми е тоа симпатично. Има голема разлика и добро, се тоа е многу нормално. Ке те запрашам нешто што навистина сакам да го слушнам и од актерите, поготово од актер како што си ти, кој што беше препознатлив и по македонски приказни, беше препознатлив по сите смешни улоги кои што ги огриве, на крај да се сведе до актер кој што и постојано работи меѓу децата и е со децата. Колку обработувате теми во театарот воопшто, кои што се со содржина во врска со определувањето, верата во Бог и така натаму и така натаму. Дали има такви некои планови да се сето тоа спроведи, дали тоа корисно би било? Јас многу сакам. Сега ќе бидам многу искрен. Значи, јас имав пред неколку години таква идеја. И не сакам да споменувам имења, бидејќи тоа ќе стане вирално и така натаму и ќе се извади од контекст, бидејќи знаете кога создавате представа, вас ви се потребни средства околу сценографија, околу костим, и кога тропнавме ние на вратата нели да се поддржи тој проект, бидејќи еве како и овдека треба да има поддршка за ова да се создаде. Апсолутно. Ние бевме одбиени. Од луѓе кои што јас очекував дека тоа ќе го направат и ќе го отворат вратите. Искрено би направил, например, како што е представа за Великден, за Божи. Да, еве да им го честитаме воедно и на католичката вероисповест празник, среќен им Великден. Многу здравје, така, среќа. следува нашиот православниот Великден, така да И нашиот, нека среќа да сме живи и здрави. така. И помалку јајца да се јадат. Ќе го ставиме на токсиколозите. Да. Така да, мене многу ми е криво. Имам напишано јас таков текст. Имам напишано. И јас кога го добив дописот дека ние не можеме да поддржиме такво нешто, ја бев згранат. И повеќе не ја чепнав таа тема. Зашто го дискутирам овај едукативен смер за гледачите? Се повеќе сме сведоци дека големиот Холивуд и големите центри на таква кинематографија репродуцираат како анимациони
цртани Да. да кажам филмови, така и нели историски филмови кои што ја чепка таа тематика од еве да кажеме постанувањето на светот, не знам сега еве ќе ги наведам тие моменти од Ное, од патот на Исус Христос, од други еве верски настани кои што се Апсолутно. случи не само во католицизмот, православието, Да. дури во муслиманизмот и така натаму. Потребно е да бидејќи секој таков, како да кажам, верски момент е историски момент. Значи тука е Да. пренесување на некаков си вид на историско знаење. Децата се помалци ја сакаат историјата. Но овдека веќе станува збор за да се види нечии животен пат. Да. Тоа ми е Па јас го имам текстот. Мене ми е припремено, тоа мене ми е се готово. Ние не баравме, јас не барав средства за хонорари. Јас од срце ќе го направам. така, да. И премиера да биде на отворено, јас убаво го тоа обработив. И го објаснив. Јас се И радувам. беше краток одговор. Јас се радувам што еве сме А истомисленици. при тоа да. проповедаме. Тоа сам да кажам, сме истомисленици во тоа врска, точно е дека верските центри кои што се црквите, па да кажам нели џамиите и така натаму се ширењето на верата и така натаму, но презентирањето на начинот на живење треба да дојде и од тоа што децата го сакаат. А еве сега кажаме дека театарот е застапен овак постојано, ние сакаме да одат децата и се стремиме, па и ние возрастните одиме на театар, а камоли да зборам кинематографијата, тоест нели цртаните филмови кои што го презентираат сето тој момент. Еве уште, како да кажам, колку да те засегнам само, колку на тебе верата ти е битна во твојот живот? Многу. Така. Па и ти добро знаеш. Мислам дека тоа е темелот. Темелот на еден човек. Темелот кога ти е тешко да имаш на што да се потпреш. Бидејќи ние како луѓе и времето го направи своето да почесто добиваме ножеви во грб. Некој добил клинци па успел. А ние што ќе се жалиме од ножевите, не. И токму ради тоа морам да кажам дека мене ми е се во животот, односно зборувам за духовното, за верата и многу често знам да отидам да посетам верски објекти, јас немам проблем и да отидам и во џамија и немам апсолутно немам проблем. Со тоа сум јас ке речам народски опериран. Едноставно мене ми е навистина чистилиште. Така. Јас чувствувам многу. Јас не сакам да зборувам многу, бидејќи пак ќе кажам, пак се вади кај нас со тој пусти контекст, јас не знам што е оваа работа што се случува, но исто многу ме радува фактот што многу дечиња идат Точно, да. во тие Сепак светилишта. дискутираме и за деца, емисијата е за деца. И сега прв пат ја го споделам ова и се надевам дека браќата од Бигорскиот манастир и тие пријатели кои ме повика, Милан ме викна, сигурно го гледа тоа и мислам дека тоа ми беше пресреќниот ден кога ми се јави и ми вика, брато, да те замолам нешто. Викам, кажи што треба. Дали може, вика, да снимиш порака за бадниковите поворки. Не за овие, мислам за претходните беа. Да, за претходните. Јас бев пресреќен. Нема дали можеш, викам. Брато, викам, нема дали можеш. Јас од таа возбуда, зашто снимам за нив, за дечки, за тие прекрасни сонца и за тоа случување, кое што е нели од духовна страна и е значено за нив и за сите нас, јас не можам да снимам. Од возбуда. Чекај, јас да смирам малку. Мене тоа многу ми значи, јас не гледам и сега има и за цветници, имаше повеќе снимано Владо, колегата Дојчиновски, и браво, и го поддржувам. Значи, секогаш и кога ме викнале, јас секогаш сум бил отворен. И многу се радувам. Многу, некој ми пише, не родител, вика, Лене, како убаво искоментиравте за Лазарова сабота. Так. Имаше настани, јас не бев во Скопје, ама го гледав, имаше во живо беше пуштено. Тоа и јас пишувам браво, јас искрено се радувам што е тоа така и
што понекогаш е така ќе се јават за пораки да снимиме, Само да ги ќе се поискам деца. навратам на едно убаво време кога за прв пат и јас бев, како да кажеме, во иста ситуација како тебе, кога од таква возбуда за прв пат побараа да се организираат бадникови поврки во една детска болница. Мгм. Јас баш во тој период бев во детската болница Да. Козде, кога за прв пат во една болница, заради здравието на децата и сето она што ќе го почувствуваат, нели, како благодат, беше организирана баш бадникова поворка во самата болница, каде што многу ваши колеги и пејачи се беа присутни за да ги зарадуваат тие болни дечиња со самото присуство и со песната што ќе ја испеат, нели, заради тој, нели, настан или по повод тој момент, така да и возбудата била, нели, и моја и твоја иста, се сеќавам дека јас дури кога давав една изјава не можев дури да си ги соберам мислите, што бев среќен и пресреќен. И јас се сеќавам, извини што те прекинав, кога исто бев во театар комедија на раководна функција и ми стигна еден допис, ама само вака го гледам од Бигорскиот манастир. И викам, чекај да видам што е. Барање за одобрување, нели, на сала и така натаму. И за Божик Николачиња има една представа. Луѓе, значи, јас одма ги информирав, нели, да има процедури кај што треба да се одобри, нели, викам, подитно. Значи, ова подитно, ова мора да биде овде. Значи, нешто однатре. Кога гледав представата, така ми се наполни душите. Јас не знам кој беше од кој медиум, викам, мене не ме прашува, еве, викам, таму има. Јас тоа го кажав, не дека нешто не сакам да дам изјава, него навистина ми беше полна душата. Навистина. Офативме премногу теми кои што навистина сметам дека ќе им значат како помош и на родителите и на дечињата, поготово за дечињата, бидејќи се за децата обстојува и се на некој начин расте и се развива токму заради нив, од нивната енергија која што ти спомна вечерва. А јас сум преблагодарен што беше мој гостин, што испрезентира и ти таква енергија, не само како актер, туку и како човек, буквално за да ги дадеш овие сите совети, целата емисија ни беше буквално во насока да дадеме корисни совети на родителите, да слушнат нешто убаво пред предстојните празници кои што не очекуваат, тако голем празник. Уште еднаш ќе ти кажам, преблагодарен сум ти да бидеш повторно мој гостин, ќе те поканам пак специјално, ќе имаме што и да дискутирам, се надевам. Мислам дека идат можеби подобри времиња во делот на образованието, едукацијата, поготово кога станува збор за децата. Постојано некој пат давам апел и до самите власти и до локалните власти да бидат поддржани сите програми кои што се во интерес на развитокот, растот и развојот на децата. Како во делот, нели, на менталното, физичкото, нутритивното здравје, така и во делот, нели, на едукативното здравје, сепак се потекнува и е причина за да едно дете биде здраво и неговиот ум, неговата духовност, душа, неговата обсеаност и еве зборевме вечера конкретно за театарот, така да постојано и ќе бидам на таа фреквенција. Како за крај да те прашам, дали може уште нешто конкретно, еве вие како голем актер да ни кажете нешто за крај на оваа убава емисија? За крај само сакам да кажам, прво да се заблагодарам многу пред се и тоа што сум гостин поканет и почестен во одбраните и да се заблагодарам што ја имаш оваа емисија, односно овој подкаст, кој што е многу значен. Ти благодарам што секогаш си отворен за консултации, за подадена рака и си посветен за нашата надеж, децата. Значи, јас еве јавно сакам да ти се заблагодарам, да се заблагодарам на сите од локалната самоуправа кои ги поддржа нашите нови проекти за кои што не говоревме, ама сакам јас да говорат проектите, а ние не пред проектите. Едно сакам да кажам за крај. Да си ги чуваме децата. Дете е дете. И да ги учиме децата на соживот, дека не постојат разлики. Тоа сакам да кажам за крај. Уште еднаш ке ти благодарам. Добивме одлична вечерва емисија, добивме еден многу битен заклучок, а тоа дека децата ни се, децата се нашата иднина,
Децата се градители на нашето идно развиено општество, се надевам, каде што и ние како моментални присутни градители на тоа општество ќе им подпомогнеме да бидат како здрави генерации, така и здрава иднина која што ќе подоцна нас не представува. Сепак ќе кажам, уште еднашка, ако вечерва слушнаме толку многу совети за сето она што станува збор за детството, како да се гради, како да се преку една сфера и една призма на актерството, односно на театарот и театарскиот живот, ќе кажам дека ние, децата наши, се огледало на семејството. Значи, какви се родителите, такви се и децата. И уште еднаш, како за крај на емисијата, ви го честитам Великден, најголемиот христијански празник. Апел, пак повторно, чувајте си ги своите деца, бидејќи тие се градители на нашето идно здраво општество. Се за децата.